На денешната пресконференција со новинарите, генералниот директор на компанијата Amphenol Technology Македонија Сашко Наков го најави утрешното одбележување на 9-годишното постоење, развој и успешно работење на оваа исклучително успешна странска инвестиција во нашата држава. За само 9 години Amphenol Technology Македонија израсна во компанија со динамичен раст и стапка на вработување која достигна вкупна бројка од над 2700 работници. Истовремено кочанскиот технолошки гигант се вбројува меѓу најголемите извозници во државата, при тоа постојано водејќи сметка за општествена одговорност кон заедницата. По тој повод денеска директорот на Amphenol Technology Македонија Сашко Наков ја даде следната изјава за телевизија Кочани. Имам задоволство да најавам прослава на 9 години постоење на Amphenol Technology Македонија во Кочани. Планирано е да утре, сабота, на 15 октомври, имаме повеќе активности со кои што ќе го одбележиме 9 годишниот роденден на Amphenol. Најпрво почнуваме со некои спортски активности во 10:30 во игралишто кај основното училиште Кирил Методи. Имаме неколку екипи од Amphenol кои што меѓусебно ќе се надпреваруваат и сигурно победници ќе добијат соодветни награди. Па би сакал тој од отворен тим, би сакал да ги повикаме вработените, и тој останатите граѓани на Кочани кои сакаат да го сакаат фудбалот и сакаат да присуствуваат, се добре дојдени секој на тој настан. Потоа имаме доделување на награди стандардно на најдобрите вработени за 2022 и за вработените со лојалност кон компанијата од 5 години, кои што ќе добијат соодветни награди, скоро како и секоја година што го одбележуваме. И навечер после ќе имаме вечерна забава за тие наградените вработени во локал во Кочани. Мислам дека на тоа соодветно ќе може да се малку и прослави и да речеме одбележи и да се уважат нашите наградени и заслужени вработени. Тоа ќе биде во тој ограничен број, бидејќи условите сега се уште пандемијата е при крај, меѓутоа се уште не е завршена и се со сите овие околности сметаме дека тоа е еден соодветна пригоден начин да се одбележи овој настан оваа година. Би сакал исто да потенцирам дека како и секоја година Amphenol во склоп на активностите за прославување на роденденот донира одредени прави донации на локалните единици каде што обстојуваме. Оваа година се одлучивме за реновирање и поставување на настрешница и столчиња на трибината на спортското игралиште каде што ќе се одвиваат и надпреварите во мал фудбал утре кај основното училиште Кирил и Методи, така да мислам дека со тоа ќе успееме да го малку збогатиме спортскиот живот и пред се животот на граѓаните, бидејќи таму доста деца спортуваат, тренираат, нивните родители ги очекуваат и ги гледаат, така да мислам дека тоа е една соодветна донација, а паралелно на тоа на градинките каде што од другите делови од овој регион, бидејќи имаме ние вработени од почнувајќи од Кратово, од Пробишти, од Каменица, од Берово и од Виница и на сите тие градинки ќе им донираме некои средства, односно играчки, некои реквизити кои што им се потребни, така да тоа е еден дел од активностите кои што ги планираме и сметам дека со тоа така ќе дадеме свој допринос за едноставно да вратиме нешто и на заедницата, на локалните единици кои што обстојуваме ние и кои што едноставно тоа пред се работи за една активност која што ја практикуваме последните години и ќе ја практикуваме и во иднина. Наков одговори и на новинарски прашања поврзани со работењето во изминатата година како инвестициски зафати од аспект на енергетска криза. Во годините во Amphenol поминуваат многу брзо, верувате, бидејќи се исполнети со многу активности, со доста ангажмани на мене и на моите вработени, на мојот тим и да, единствено после една година кој ги сумираме бројките, од бројките се гледаат резултатите и тоа е еден начин на некоја реализација, меѓутоа можеме да бидеме сосема задоволни во услови на имавме пандемија, имавме ваква криза, сега енергетска криза и многу предизвици, меѓутоа
успеавме да се справиме со нив и да направиме раст, така да сега сме околу 2700 вработени некаде и раст очекуваме околу 17 можеби проценти оваа година, така да мислам дека е сосема солидно за едни вакви услови на работење и предизвици низ кои што се снајдов. Енергетската криза секој дека има импакт, не можеме ние да бидеме надвор од случувањата, меѓутоа бараме начини да се справуваме со тоа, имавме некои договори подолг период, така да не бевме премногу афектирани, а сега сме во фаза на при краја инсталацијата на соларните панели, на фотоволтаици на покривите тука на овие згради и со тоа ќе успееме да компензираме дел од ефектите. На проширувањето нема да има ефект, веројатно од аспект на апсолутни бројки на профитот, меѓутоа тоа ќе го видиме на крајот на годината како ќе успееме. Имаме нови сектори, па зголемување во апсолутни бројки веројатно нема, ќе да не влие, можеби процентуално некој процент ќе биде намалено, меѓутоа тоа е реалност. Утрешното одбележување на 9-годишната работа ќе се одржи во комплексот Амор со присуство на најдобрите работници на кои ќе им бидат доделени признанија, благодарници и пригодни награди.